Власти и опозицијата се единствени во намерата кризата и целиот социјален терет да падне на грбот на работниците и овој пат реагираат од синдикатот. Овака, во предлогот на кризните мерки на владата за помош на граѓаните, работниците не беа предвидени во тие мерки. Ниту опозицијата во своите предлози никаде не ги спомена работниците, кои се клучот на економскиот развој. Само имаме предлози како некои права стекнати на работниците да бидат укинати како неделен работен дел, бидејќи тогаш имало вишок на струја и таа тогаш е поевтина и треба да се запрашаат и позицијата и опозицијата како да се преживее со 2 просечни плати. Според синдикатот, реално во оваа ситуација за работниците треба да се направи следното. Имавме неколку предлози дадено до владата на Социјално-економскиот совет. Од клучните барања е тоа да она што и пред малку го спомнав, дека со 2 просечни минимални плати не се покира минималната кошничка која се сама ја прави и предлагаме да разликата од 2 минимални кошнички од 2 минимални плати до минималната кошничка да се надополни со одредени социјални мерки. Реакциите од синдикатот доаѓаат откако во владиниот пакет мерки не се најдоа работниците со најниски примања, но нив тие не ги видоа ниту во пакетот мерки кој го предложи опозицијскиот лидер Христијан Мицковски.